Kućinja skitnici, no i domašni milenici se sve počesta žrtva na trujači. Bezživotni tela na kućinje i mački se locirani vo poveke opštini vo regionot, no najmnogu vo industrijski oddel na Štipi vo Pehčevo. Vo Pehčevo, spored reakciji na združenija na zaštita na životnite, domašen milenik vo agonije umiral na prepolni od gradski ploštat. Бак во најголема мака и агонија умирал пред очи на многобројните луѓе на плоштадот, меѓу кои и деца. Децата пискале, плачеле. Повозрасните растрчани во обид да го спасат Бак. За жал не успеале. И не е само Бак. И во други делови од градот денес лежат безживотни тела на многу мачиња и кучиња. До кога институциите ќе молчат за вакви настани? Ќе чекате да се случи нешто пострашно? Стои на Facebook профилот на Сдруженијето за заштита на животните Проанима од Берово. Во обид да се стави ред во труењето на животни, но и нивното неконтролирано пуштање на улиците, од 1 септември државата воведува бесплатна идентификација, односно чипирање на домашните миленици. И самите бевте сведоци на многу немили настани по нашите улици, по нашите градови, и требаше од нешто да се почне. И токму почетокот на решавањето на проблемот со домашните миленици, токму овај, да се создаде база на податоци на домашни миленици на територија на Република Македонија. Агенцијата за храна и ветеринарство обезбеди 100.000 микрочипови, исклучи договори со 135 ветеринарни друштва, кои што ќе извршат бесплатна апликација на микрочиповите кај домашните миленици и ги внесат податоците во информативниот систем на агенцијата. Секој собственик има законска обврска да го микрочипира или изврши идентификација и регистрација на својот миленик и доколку не е спроведе оваа обврска, законот предвидува и санкции. Во меѓувреме спасот од кучињата скитници Штипјани го гледаат во стационарот за кучиња чија изградба е во тек. За стационарот за кучиња скитници е во завршна фаза, што значи тоа градежните делови се завршени, се чекаше само приклучок на водоводната мрежа и со тоа ќе се исполнат условите во врска со стационар. Инаку бројот на кучиња скитници во сите општини на истокот е алармантен и справувањето со нив веројатно би требало да биде регионално и систематски, а не парцијално.